Му викам запеј, не можам да те разберам која е. Нешто че те питам, бабо, право да ми. И кога го слушнав, знаеш, онака се израдував, се насмеав, обавезно не е проблем. Отидов кај нив на маса. Здраво патриоти и патриотки, добре дојдовте во четвртата епизода на Патриотски муабети. Денеска гостин, специјален гостин е Методија Столески, сите го знаеме веќе, млад изведувач, музичар, пее изворно македонски песни, стрикно македонски во главно. И ми е доста долг пријател, веќе се знаеме можеби 2 години, година, две, така, значи се дружиме секојдневно, правиме различни проекти, беше со нас во Солун, сега ќе одиме здрави утре во Германија. И можам да го кажам да го извивам Мето како едно од најголемите звезди, поточно звезди кои што ќе бидат за некое време, и ние сме тука како патриотско друштво да го испромовираме, затоа што го гледаме потенцијалот, енергијата, желбата што тој ја дава само на сцената, туку и зад сцената како патриот и како човек. Така да, Мето, ти благодарам што ја прифати поканата и дојде, и се надевам дека ќе имаме конструктивен муабет. Ти благодарам што ме покана, фала ти за прекрасната најава. Мило ми е што сум тука. Само те прашам, ти доаѓаш од Струга, така? Значи, студираш во Скопје, Так. и како ја откри својата љубов према музиката, како започна сето тоа, кога се случи, на колку години беше? Мојата љубов према музиката ја искажав уште некаде на 5 годишна возраст, кога моите родители ми купија едно мало синтесајзерче, што почнав на него да свирам и да изразувам доста желба на тој инструмент да свирам. Па понатаму моите родители, нели, ја видоа мојата желба за понатамошно школување на музика. И благодарение на нив, ете, почнав и да се школувам и почна мојата приказна со музиката. Ми кажа, знам дека твојата баба исто така ја пеела, правела музика, така? Да, интересно е што баба ми пеела на времето, има снимено 12 песни на радио телевизија. Значи се занимавала попрофесионално, можам да кажам. И е многу интересно што ете можам од некој мој близок да научам многу работи и многу песни. Моментално кај студира, претпоставам во Луиси, така? Мислам или Да, тука сум во Скопје, во Факултетот за музичка уметност. Јасно. И сега, значи, цело време знам дека и се бавиш, но еве да кажеме према публиката, ти цело време се бавиш музика, мислам со музика, со пење, тоа ти е веќе и професионална работа. Так. Не знам, нешто изборавме и за танец, сакаш таму да бидеш, да бидеш дел од екипата, така да значи се работи за човек што е 100% посветен. И знам да пееш по свадби најмногу, по слави, по тие работи, и како е чувството, не знам, интересно е, јас направив забави и прилично е доста посебна некоја македонска енергија се чувствува на тие такви работи, затоа што ти, као што знаеме, пееш само македонски. Так. Па добро, чувството сепак кога го работиш нешто што го сакаш е волшебно, можам да кажам. И тие забави што ги организираше поминаа одлично, се осеќаше многу патриотски дух, многу македонска атмосфера, со многу публика, и ми е многу мило што ги одржа тие настани. Јас знам дека, не знам, ова лето колку настапи имаше до сега, ова претходно лето. Колку свадби испеа или на колку слави? Па лето, од прилика, ако зборуваме за свадби, 50 на свадби, плюс минус, нели? Околу 50 свадби. Се надевам дека и оваа сезона ќе биде добра сезона. Имаме закажано доста свадби уште од сега. Така да се надевам дека и оваа година ќе биде успешна година како и минатата, со многу настани, многу свадби, приватни веселби, турнеи, се надевам, како Европа, така и во подалечните земји. Сакам да прашам како изгледа, кога прв пат ти почна да настапуваш вака со музика, кои ти беа први настани, што си пеел вака јавно? Прв настан, се сеќавам, и беше во една кафана во Вевчани, но не професионално, како дете. Таму свиреше група и како мало дете, како талент,
моите ме однеса и го замолија на сезеристот како демек, ајде детево да одсвирите на песна. Тоа ми беше некој непрофесионален старт, да речам, онака како дете. А професионално почнав да се занимавам некаде 2018 година, кога почнав да снимам мои авторски, тоест тоа не се лично мои песни, него на автори што се пишувани за мене. Кога почнав да настапувам по фестивалите низ државава, а пред тоа настапував на многу талент шоуа, како Зајди талент, настапував и на детскиот фестивал Златно славејче и од тогаш почнав да патувам низ тие води. Значи гледаме дека за да станеш пеvač ти треба многу прво и талент, колку и талент и работа и труд, значи не е едноставно и да се пее пред луѓе, да се истражува, значи ти не само пееш, изведуваш музика, туку истражуваш нови песни, гледаш, те интересираат. Стварно е прилично првите чекори да почнеш да влезеш во бубање, значи ќе збориме за колку време вака професионално пееш. Рече од 2018, сега сме 2025, веќе тоа се 7 години активно, така му доаѓа, да. Да, 7 години професионално се занимавам. Сега си во бенд, така или како настапуваш? Сега функционирам, соработувам со група, нели, свадбите ги свириме со група Седенка, иначе си настапувам и соло, си ја терам и соло кариерата, така да, еве, поздрав и до групата, ако не гледа. Да. Еве, некоја интересно и чудно прашање. Зашто се одлучи само на македонски песни да изведува? Зашто не еве српски, например? Ево, може некој ќе ти нарачува кафана, ќе ти плати пари и ќе ти рече, испеј ми на српска песна, или, например, зашто стрикно вака главно сакаш да пееш македонски, зашто не се наслонуваш и на српски дел? Па првично и од мал така сум воспитан. Моите така ме израснале со македонска изворна народна песна. Поготово и како што ја спомнав, баба ми често знаеше да ми запее некои изворни народни песни и да ме учи на голем репертоар македонски песни, иако нели изучував и сонати, етиди, класична музика. Сепак се одредив кон народната изворна музика, затоа што најмногу ме влечеше и така сум израснат. Така ме воспитале моите и многу ми е мило што така и благодарен сум. Да, ама и си свесен дека со тоа што еве, можеби само пееш македонска музика и си го ограничуваш и до некаде пазарот, ме разбереш? Да. Ама па од друга страна, па можеби и гледам дека луѓе повеќе ќе те почитуваат, сакаат само тебе и одредени луѓе, нели, артисти како Владко, како Дамјан, кои пеат само македонска, значи преферираат само македонски. Некако и цената можеби се крева само заради тој факт. Тоа е интересен феномен што сум го приметил. Па мислам дека и веќе на луѓето ќе им досади таквата музика, цело време турбо фолк, цело време српско, за жал што по кафаните еве низ Скопје и се надевам Источна Македонија сигурно се свири 90% бугарско, српско, грчко. Баш сега пред некое време правев муабет со еден колега мој од Струмица и бев непријатно изненаден од тоа што ми го кажа дека 99% се пее сега бугарско, грчко и српско во кафаните во Струмица, но мислам дека тоа не е кривица само од народот. Народот нели може да си слуша и треба да си слуша, не можеме ние да забраниме што да слушаат луѓето, но ние како артисти сме криви што одиме во таа насока и што ги пееме тие песни, затоа што мислам дека, како викаат, како ќе ти пеам, така ќе играш. Да, јасно, да. Можеби проблем е тука што дали држава мислиш дека треба повеќе да
да дава субвенции или некои средства или Министерство за култура, сигурно има јавни повици каде што можеш да аплицираш за да се направи музика. Не знам дали некој си бил заинтересиран или па си аплицирал за таква нешто. До сега не сум аплицирал, но мислам дека мое мислење е дека државата треба да дава субвенции, треба да одвои од дел од буџетот за македонските артисти, со цел да се крена и да се промовира македонската музика и општо нашата естрада да се издигне на едно ниво како да речеме србите, албанците, бугарите. Еве, па и сме ти знаеш дека во Скопје некои кафани ти забранува да ги пееш оние патриотски песни, ја излези Ѓурѓо, нешто ќе те питам бабо. Во тој стил, значи до тој стил веќе до таа мерка веќе доаѓа работа. Не е да не ти да не ти е испе, туку се забранува таа песна да се пее во кафани. Значи тоа е како да кажам чин на самоуништување. Така е, и многу разочарувачки кога и народот бара. Има голема побарувачка, например, на патриотска песна. Ми се случувало често да дојде газдата да ми рече соприја музиката, нема овде патриотска музика. Така да... Дали тука мислиш дека, еве, глеј, србите реално работат многу на музичката сцена и тоа е факт, ама прашањето е тука, дали е проблемот кај ние, нашите музичари што не прават музика, или па можеби народот сака да... или па народот е крив што тене ги фаворизира српскиве изведувачи. Дали е кој мислиш ја носи кривицата? Дали пејачите или народот? Што ми викаш ти? Па тука не можам точно да кажам дали едните или другите, затоа што доста се врши голема пропаганда во државава со Звезда Гранда и тие шоуа што се емитуваат на нашите телевизии. Така да штета имаме и ние и сме правеле секакви талент шоа, но не се толку гледани како што се нивните. И нонстоп не трујат со таа српска музика, српско по телевизија, на интернет, секаде каде и да отвориш се слуша српско, но мислам дека не е толкава кривицата и од тие што не творат до толку, затоа што ете како што спомнавме, државата треба да одвои некои средства за да помогне да се направат добри хитови, затоа што самите не можеме да си дозволиме толку толкави големи пари да вложиме. Јасно. Ама еве гледаме дека музиката е еден вид на, па како да кажам, на оружје, на пример на културно оружје. Затоа што бевме нели во Воденско, бевме во Грција, видовме дека луѓето што знаат македонски ги знаат заради песните. Те знаат тебе заради тоа што ти твориш на македонски јазик и кога ќе видиш колкаво влијание има само музиката, тоа е стварно сериозен фактор што не е за потценување. Така, апсолутно музиката е голем фактор при влијание на општо со музиката се гради и карактерот на човекот. Така да музиката е многу влијателна врз човекот. Дали имаш млади колеги вака што исто како тебе твораат, например, дали има интерес вака луѓе да се зафатат, зашто ова е исто голем дел бизнис, така се заработува, се прават пари. Дали има интерес во оваа област, посебно во делот на македонски народни песни, да се творат, да се пеат? Па да ти кажам право, има многу случаи со помлади дечиња, каде што доаѓаат и ми викаат: "Еј, ти си мојот идол, ние сакаме да слушаме македонска музика, народна музика, сакаме да пееме како тебе, сакаме да ги негуваме македонските песни." И ми е многу мило заради тоа, затоа што гледам добра иднина во тие дечиња, што мислам дека ќе се врати на едно ниво македонската музика, да не ја забораваме. Да, јасно. Тоа што сакам да прашам, затоа што еве гледаме свиркиве, доста пари се вртат. Реално колку отприлика е вака за например за на свадба, за да викнеш некој пеач, например, која е цената, која е тарифата, како оди тој дел? Па цените не ги знам.
од моите колеги. Не би сакал ни да карикирам некоја цена, да не навлегувам во тие работи. Но точно е дека се вртат голем број на пари. Да, не, ова те прашам затоа што глеј, во сите емисии сега кога што правевме муабет, прилика кажувавме колку може да се заработи, како е оди делот, затоа што глеј, на крајот од денот мора да се прават пари, без разлика ти само за да финансираш спот, да финансираш реклами, да направиш, да опремиш бенд студио, ти се потребни средства. Таа бројка што јас ја знам е од 1000, 1200, 1500 евро во зависност колку е јак бендот. Сега може бендот да е послаб, па да е 600, 800, 1000, 1200. И тука, например, обично ги делите, предпоставам, сите парите подеднакво и после го зимате бакшишот, каде што бакшишот може да биде и многу повеќе од самото тоа што ве платиле. Предпоставам во Швајцарија кој идете, тука има и доста средства, нели? Така е. Па и сумите што ги кажа се доста поголеми реално од тие што ги кажа ти. Но на годишно ниво можам да спомнам од прилика колку би можело да се заработи еден нормален бенд како поединец. Па мислам дека од прилика на годишно ниво се прават околу 20.000 евра. Збориме за просечен. Просечен, да, просечно. Добро, тоа е прилично добро, но тука се постава прашање, вие сте пензиски осигурувани здравствено или приватно тоа го правите, затоа што не сте како или па отварате фирми или како оди тој цел процес? Па не сме никако осигурани. Зашто знаеш што е битно, еве до 26 години ти си осигуран преку твоите родители, ама моментот кога ќе ја поминеш таа граница, веќе здравствено мораш некако да си покрие. Не знам како други пејачи прават или пензиско, дали си плаќаат приватно, како го прават. Тоа или па си отвараат фирми или најчесто мислам дека приватно плаќаат пензиско осигурување. Да, јасно. Еве, например, за еден пејач, за да стигне до ниво да може да ги бара тие цифри, еве, до 20.000 евра, што све треба да помине, колку треба да се вложи, кај треба да се вложи, како да го стигне тоа. Еве, например, младо дете го гледа сега подкастов, сака да биде некој добар пејач, што треба да направи? Па првично треба да се вложи во себе и во она што го работи. Ако е пејач, нормално треба многу да вложи време и вежбање на својот вокал, нели сите тие трилери, фигури, тоа е првично нешто. Како второ мора да знае да се постави на сцена и на камера и многу да вложува во себе, во песни, во спотови, многу контакти. Како ти доаѓа тебе, например, ти се јавуват, предпоставам лично луѓе, например, да ти се јават, па дали може да закажам свадба, така ти работи системот? Така. Не си со агент, например? Да, се уште немам менаџерот си сум јас. Да. А како работа тоа со менаџерот, ако можеш да објасниш, например, која е улогата на менаџерот во делот тебе на овие уметници, например, што прави тој конкретно, тој да ги договара свиркиве, настаниве, така? Таа работа е препуштена на него. Тој организира се, тој ти организира свирки, тој ти организира каде, пари, исто така, цените ги организира. Транспортот предпоставувам, да. Да, целото тоа, да речам, целата таа улога има тој. Ти прилично доста се рекламираш на социјалните мрежи. Можеби една од причините зашто се толку луѓето заборате само заради тоа, заради риловите. Ти уствари риловите, сите те знаат, тебе ќе ти покажат и мис легува на телефон, многу лајкови, многу коментари. И сметам дека тоа е стварно позитивна работа. Не знам ти, например, како правиш еден рил, која песна знаеш да ја погодиш, што е многу клучно кај луѓето, која ќе осетиш, која песна треба да ја крене атмосферата, да ја спушти, затоа што пак се работи за доста психологички аспект. Така, да. Па еве првично да кажам дека социјалните мрежи се доста влијателни во денешно време и доста можат да те издигнат. Еве да не речам 90%, но ќе речам некои 60%,
Популарноста ја добив преку нив, преку рилсовите на Facebook, на Instagram. А исто така морам да спомнам дека тука во државава се уште и телевизијата игра улога, затоа што Ти на Мерак Меана. Мерак Меана, да, моментално е најгледаната емисија тука и странство. Па така, мислам дека најголемата популарност ја добив преку Мерак Меана, па потоа како шлак на тортата беа рилсовиве и социјалните мрежи, поготово и TikTok. Нели кога бевме во Воден, да. спомнаа дека сите те гледаат заради да, заради TikTok. Па TikTok. тоа кој видиш колку е бесплатен маркетинг, колку е добро ствари за органски да се зголемиш, прилично е добра инвестиција ти да се вложиш и во тоа повеќе. Во маркетингот, да. Па да. Сакам тука сега да те прашам за како, например, иде договарањето со, например, некој ќе ти се јави и сега правите, предпоставам, листа на песни, се договарате или ти ги препорачуваш или околу тоа, ако може да кажеш повеќе. Тоа за свадбите, да. Да. Ако е некоја приватна свирка или на манастир или некој општ настан, тоа не го правиме. Репертоарот си го одредувам сам, но ако е за свадба, нормално се слушаме со младите, одиме пиеме кафе, договараме репертоар, нели кои песни ги сакаат, кои не ги сакаат, се случува на доста свадби некои одредени песни да не ги сакаат, па мораме да ги Да, јасно. Предпоставам и со бендот ги вежбаш песните или како тоа вежбате, тренирате, мислам, преку да, години? правиме проби, Да. правиме доста проби. И преку пробите ги учиме, нели, нормално новите песни, ако има некоја што стварно не ја знаеме, ја учиме за да им исполниме желбата на младите. А што ти се случува, например, ако го забориваш текстот или, например, да се збуниш? Предпоставам ти се случува секако е тоа, например, некоја таква дешавка како може. Па се Да, случува, да, во гужвата, во многу народ околу тебе. Има и такви случаи. Некогаш најголем спас е телефонот. Да, на телефон. Телефонот, ќе го извадиш текстот, ќе го прочиташ. И мето сега предпоставам, еве, и самиот кажуваш имаш 50 настапи само за една лето, тоа му доаѓа секој викенд. Значи ти петок, сабота си букиран, човекот, ја не те гледам веќе, не можам ни да те видам. Па кажи ми вака некои интересни случаи, работи кои што ти се случиле, еве, не знам, ми кажа пред некое време за во Лептокарија си пел на македонски, во една кафана во Лептокарија си пел македонски песни, па ајде можеш да им кажеш и на гледачите. Па да, имаше една интересна случка. Си бевме седнати во кафана со друштво, немаше музика во кафаната. Кога ме видоа луѓето внатре, ме препозна одма, ајде да испееме по некоја песна, чисто за ќеф, и почна цела кафана да пее македонска музика, почнавме патриотски песни, слушам кај шумат шумите, ја излези Ѓурѓо. И тука од ќошот стоеше еден постар човек и го фати некоја хистерија. Стана од на масата, почна да се дере на цел глас и да вика стој, не може македонска песна оде. И ние го гледаме сите. Да, не знам дали се зеза, дали нешто, нешто, дали се зеза, дали е озбилен. Стана, почна на српски да збори. Шта е ово, бре, ово не сме да буде у кафани. Шта е ово, ние кафанска музика. За македонската музика, за тоа македонската музика, да. Мада што ние имаме доста добра кафанска музика македонска, да се надоврзам. И јас му викам, добро, окей, имаме ние многу добра музика, зашто така зборуваш? И во истиот момент ми се пушти да ме трга. Да те нападне, сакал да те нападне, да. Ме нападна, да. Само затоа што пееш македонско. Само затоа што пеам македонско. Ме нападна во моментот и тука дојде, предпоставам, луѓето. Дојде луѓето, се разделивме, значи не се случи никаков скандал. Али пак скандал е самиот чин што у Македонија некој се љути затоа што пеешете, Многу е жално.
Знаеш, Многу е кај нас жално. многу се поврзува тој филм дека ако пееш македонски песни, одма ти си као во Маровец, во стил дека ајде тебе ти си од партија, знаеш, треба маци тој стереотип да го трнеме дека ако си пееш македонски песни, си ги пееш од љубов, не затоа што некој ти кажал, некој или ти нарачале, едноставно Апсолутно е така. тоа си ти како човек. Еве сега на пример бевме во Солун за конференција на македонскиот јазик и Да. бевме таму се видовме со луѓе, значи беше доста прилично, бевме цела екипа и баш на едно место каде што јадевме гиро, дојде еден човек со хармоника, почна да ни свири, ние му рековме ќе ти дадеме пари ако пееш нешто на македонски и тој човекот Да. стварно ни изненади, беше ром по националност. Стварно почна да пее и така некако, знаеш, убава чувство се у Солун ти пее на македонски и ние баш рековме ајде друштво, ајде викам ето ти земи ја хармониката затоа што и свириш на хармоника и синтесајзер, не знам колку инструменти свириш. Клавиатури, Не се што е се- клавиатура. Значи не си само за пеење, туку се, баш и у Теферич тогаш кога беше и почнуваш да свириш и пееш, значи се. И муабетот беше Мето почна да пее и почнува онака, кои песни ги пееше, нема друга Македонија, кои не знам, Да. велат нема, некој во тој стил ги пееше, баш Каде видео, сте македончиња? каде сте македончиња, онака луѓето не гледаат, се чудат. И баш многу некако така јако видео искочи што го снимавме, онака знаеш се покажа многу ефект зашто на Facebook кога објавуваме све за Македонија, посебно за таму, секогаш имаме такви негативни нели реакции, едеме Да. ковамо таму, ама вистинска негативна реакција, мислам негативна реакција, нешто што маце посериозно ни се случи од тоа не беше во Воден, па можеш и да им кажеш и за тоа на луѓето. Па да, на забавата во Месимери. Во Месимери, да, и тоа беше гроз добар, така 12-13 сати се свирише само исклучиво македонска музика. И ние дојдовме таму и нели ти требаше да пееш, јас сакав ти да пееш, ама Па да, штета што не ни дозволија да пеам знаеш, јас. да, сите Иако- пеат македонско, ама тебе не ти дадо, као не знам така и маци ме таму нели. Па пошто дојден од Македонија, малце се скептични. Да, Така, да. мислам. И после тоа каже. Тука во куќата каде што седевме ние на масата, живееше еден гркоман кој што толку изфрустриран дојде и почна да фрла со столови. Тоа Да, беше да, една- имаше еден што ќе не мавнеше за малце со стол и онака Да. ние кога видовме дека работава ситуацијава се станува тензична, се повлековме тогаш, викавме ајде, викам не е тука и дури се ланиве ни го кажа исто, да дечки трнете се. И како беше тоа, после бевме во тоа ресторанче, одемек да јадеме, и јас со колегава, вие седевте внатре, таму нели тогаш и првично те Тогаш ме препознаа тие нели да, дечките на вратата. да, ама егијци, мислам, егијци, грци, како иде. Македонци со егиот. И тогаш си правевте нешто муабет, ние јас со колегава надвор и прашуваме луѓе, таму во Воден сите знаат македонски. Да. Доаѓа човеков и онака вика, еј, абе, што правите тука, демек јас зборам македонски, ваму таму, од кај си, од Кајлар, и викам, супер, чим така, као демек дојди да јадеш, ама, моментот кога доаѓа да јаде, со нас на маса, овие другариве, Уствари тие другарчињата што седеа до нас од Егиска Македонија, едниот ми шепка, се стаписа буквално, се стаписа нели смена боја на фацата. да. Му викам што е работата, почна да ми кажува овој човек не е наш, ви се представува лажно, тој работи за грчките служби, немојте да му верувате, земете ги пиците за пакување, за носење и право дома. Нели си замина тие после некое време. Одма си замина сите, али добро, глед, тие се работи што се случуваат во Грција, знам и во Бугарија дека пееше, дали имаше во Петрич беше така, мислам. Така, во Петрич пеевме, исклучиво македонска музика исто. Иако и таму е слична ситуацијата, но не беше толку стегнато во Петрич. Мислам дека добро поминавме, си сакаа македонска музика, си се чувствува како македонци исто така што е многу битно. Кажи ми, во кои земји вака најчесто идеш во странство да пееш, каде најмногу се почитува македонска музика од твоето искуство? Па во странство, може би низ цела Европа.
Германија, Швајцарија, Италија, Да, таму е прилично. Не знам, исто е добро. Словенија сум многу Да, често да. пати сум бил. Ај сериозен е, голем е интересот, еве сега во Хамбург уште пред 10 дена се распродадаа сите карти, таму што ќе идеме. Па голем е интересот, да ти кажам право, затоа што веќе има многу македонци таму. Затоа што сите се иселија од тука и голем интерес